Добре дојдовте. Денес зборуваме за нешто што го менува начинот на кој ги создаваме и споделуваме идеите. Зборуваме за вистинска револуција во светот на презентациите, а таа е поттикната од еден сосема нов бран на алатки со вештачка интелигенција. Добро, ајде да почнеме од почеток. Пред да скокнеме во иднината, мора да се соочиме со сегашноста. А сегашноста, кога зборуваме за правење презентации, често е фрустрирачка. Сите го знаеме тоа чувство, нели? Сите сме се нашле во таа ситуација, нели? Празен екран, идеја во главата што треба да стане нешто визуелно, привлечно, а часовите само си минуваат. Тоа е тоа чувство. И да, знае да биде навистина фрустрирашки и одзема премногу време. Ајде да го разложиме ова малку. Кои се главните проблеми? Прво, времето. Боже, колку време се троши. Секој слајд е рачна изработка, секоја кутија, секоја слика мора да се намести. Потоа, дизајнот. Да бидеме искрени, не е секој графички дизајнер, ама очекувањата се секогаш за врвен изглед, нели? И што се случува на крајот? Потрошени сати и сати на тоа како изгледа, наместо на тоа што всушност сакаме да кажеме. Токму тука работите стануваат интересни. Приказната добива пресврт. Затоа што сега ќе зборуваме за решението. А решението е вештачката интелигенција, која нуди еден сосема нов начин на работа. Клучниот збор тука е автоматизација. Замислете, наместо рачно да местиме текст, слики, да се грижиме за бои, вештачката интелигенција го прави сето тоа за нас. И што ни остава тоа нам? Ни го ослободува умот и времето да се фокусираме на она што е најважно, на идејата, на приказната. И да бидеме јасни, не зборуваме за некоја ситна надградба. Ова е сосема нова ера. Алатките што ги користиме стануваат едноставно попаметни, побрзи, поинтуитивни. Претворањето на една идеја во готов производ сега е полесно од кога било. Добро, доста теорија. Ајде да видиме како сето ова изгледа во пракса. Ке се фокусираме на една конкретна алатка, која е одличен пример за овој нов бран. А таа алатка се вика Гама. Што е Гама всушност? Најлесно е да се замисли како личен асистент за дизајн. Значи се внесува текст или само тема и платформата прави се останато. Создава структура, дизајн, дури и помага со содржината. И не ограничена само на презентации, туку може да креира и документи, дури и веб страници. А како функционира? Навистина едноставно. Прво се почнува со идеја, текст или тема. Гама веднаш генерира цела презентација. После тоа, секако може да се дотерува, да се менуваат теми, бои, фонтови, за да одговара на стилот што го сакаме. Може да се додадат и видеа, аудио, што и да е потребно за да биде поинтерактивно. И на крај, има дури и VI агент кој може да даде предлози за подобрување. Се е многу интуитивно. А за кого е ова? Речи си за сите. Замислете професионалци што постојано имаат состаноци. Или наставници и истражувачи што треба брзо да ги представат своите наоди. Маркетинг тимови? Апсолутно. Стартапи што треба да импресионираат инвеститори? Дефинитивно. Во суштина, за секој што треба да создаде нешто професионално, а нема време или дизајнерски тим при рака. Ова е совршен приказ од една едноставна идеја, една реченица, до целосна, готова презентација. Тоа што порано беше работа од неколку часа, сега се сведува на минути. Добро, ајде сега да направиме директна споредба. Како сето ова стои наспроти алатките што ги користиме со години? Овде не зборуваме само за различни копчиња и функции, зборуваме за сосема поинаков пристап. Ајде да ја погледнеме табелава. Клучната разлика е во филозофијата. Гама оди со пристапот содржината прво, значи автоматизација и брзина. PowerPoint е за оние кои сакаат потполна рачна контрола врз секој детаљ. Canva пак е кралица на визуалниот дизајн и шаблоните. Значи прашањето не е која е подобра, туку која е вистинската за работата. Гама е направена за едно нешто пред се – ефикасност. Има уште еден многу важен аспект – соработката. Овие нови алатки се направени за тимска работа. Неколку луѓе можат да работат на истиот документ во исто време, а сите промени се гледаат веднаш. Нема веќе испраќање верзии преку мејл, тоа е минато. Добро, видовме што се случува сега, но ајде да погледнеме малку напред. Каде оди сето ова? Што е следно за презентациите и за оваа технологија?
Секако мора да бидеме и реални. Овие алатки не се совршени. Бесплатните верзии често имаат ограничувања. И, можеби најважното, се уште е потребен човечки допир за да се раскаже добра приказна. Вештачката интелигенција не може да го направи тоа, барем не уште. Но иднината изгледа ветувачки. Очекуваме уште попаметна вештачка интелигенција, подобри интеграции со други алатки и многу повеќе опции за персонализација. На крајот на денот, суштината е ова. Линијата помеѓу идејата и готовиот производ станува се потенка, патот е пократок. Ова ја демократизира креативноста, им дава моќ на повеќе луѓе да ги споделат своите идеи на ефикасен и професионален начин. Има еден цитат што совршено го доловува ова. За секој што сака да комуницира ефикасно и професионално, без да губи време. Толку е едноставно. Не се работи за слайдовите, туку за ефикасна комуникација и за заштеда на нашиот највреден ресурс – времето. И еве за крај едно прашање за размислување. Ако алатките станават попаметни и ја вршат целата тешка работа, што значи тоа за нашите идеи? Кога веќе не мора да се грижиме за техничките детали, колку повеќе простор и енергија имаме за самата суштина? Можеби вистинската револуција не е во тоа како создаваме, туку во тоа што можеме да создадеме.